Јас пијам вода денес, Нино. Бело вино ти е теб, само малку дестилирано. Разредено. Ова ќе си го ставам овде да стои. Ево вака. Тоа се слуша 3 пута еден на дан. 3 пати по 2 пати. По 2 пати. Пред спиење. Нино, вака се ние, јас ќе почнам. Записа. Ако бе, не бе држи се слово, не, немаш гајле. Ако ли збору на диалект, да не треба титул? Не бе, најдобро е. Титул горе иде. Јас ќе ти направам тебе, кумановци иначе, тоа попа ќе си правиме муабет, ќе направам едни шницли, како што ги правеше мајка ми. Шницли со лук. Многу убаво е тоа. Значи може да користите телешки шницли или говецки. Јас во овој случај земав свински. Зашто ти викаш свински, ако не мене гледаш? Нешто ми асоцира, знам дека сакаш такво мерце и ќе ги направиме сега овие шницли. Некои резултати проверува и вика, све е на граница. Викам, па јас сум на граница. На граница? Шеско веда сега. Јас сум на граница према Србија горе. Кој ти е сега на граница? Да? Дино, види, ние вака така, онака со муавет направивме едно убаво јадење. Сега останува ти да го пробаш, па да ми кажеш дали ова на нешто личи или е импровизација. Ја ти кажав на први поглед, како љубов на први поглед, многу ова е на први поглед. Значи треба и на први залак да види. На први залак, како е на први залак. Мислам дека тоа треба да видам научно дело. Па Што да. се деса од кулинарството и да. Немој да се срамуваш, ти срамуваш. Не, ја тоа немам одамна, опериран сам. А се вика љубавно, зашто ти го правим с многу љубов. И с многу љубов и муабет. Не, пред време кажа тоа. И јас таму ги гледам вака, знаеш, гостите уста да видам како ќе кажат. Ти може... Значи, сите се испреплетуваат, значи семчето, лукчето и ова што е, значи месото не е доминантно, тоа е на прво пробујање, како вино, пошто и он има... не со многу, не е со многу зајрет. Не, нема тие многу зарзавати што додаваат милион работи, не може да ги запамтиш, одега се знае. Семче, солче, пиперче, од една страна само сем примети. Тоа не е финта, тоа така треба да биде. Да не го оптеретиш, па да го обземе сем. Така, старите мајстори го знаат тоа. Ова тоа се вика лукава шницла со семпни доживување. Многу ова, прекрасно. Вие у Куманово се собирате таму у кафани, поете или правите ли житки? Значи, еве, сега дојде поканата од Баба Цана. Таму има едно многу убаво. Има ли Баба Цана? Она умре одамна, ама станало име на кафану Баба Цана. И ми у њојну час још пиемо за што за Бог да прости, што за живот. Значи таму ме чека газда Тони Шеј. Шеј зашто изгледа тако. Да. Многу поздрав од мене. Да, од мене многу поздрав. Овдек да му кажу како се прави најљубавна лукава шницла од Батеванчо со фамилија. Епа, Нино, нека ни е на здравје. На обичну воду од Пелистер, а јас сум на чудесно убаво вино. Да ти кажам, јас го обожавам виното и си го цуцкам многу, значи. Не дека само што е вистината во него, не, се е во него. Да, истен човек. Само нема пари во него, значи. Нема се пари. Да. Не би бео тепувачка, така не учи. Епа ние со Нино ќе останеме овде во ресторанот Оба Елена, значи не два, него Оба Елена. Или Оба два Елена. Оба два Елена. Да, тоа може и за говеда да не го... Да, упаридат. Да, упаридат. Не упарису, пар... Били упарис. Били упарис. Да, значи... Не, ја текана ставно екипата цела. Кумано не е само еден ресторан, сега не е. Така е. Ама не е. Има стварно понуда добра, има традиција, сега Кумано стално мезелак, суџук и така натаму. Да. Но тука си има мајсторија. И мезелак секој си го прави на свој начин, тука си има тајни, има тука од запршката до
изнутрицата се си има свое, некој го сака позачинат, Зачин, некој да, не. точно. Не се најголемата тајна во мезалъкот е што заедото не се вари сето заедно. Посебно папците, посебно Так, што знам шкембињата, посебно, а после се формира, тоа се Сето вика заедно се- формира се мезалък. Се формира. Како се вика формиран мезалък? Ти ке дојдеш на формиран Да, мезалък. формиран и реформиран, можда го реформираме. Да, реформиран. Нино, фала ти на поканата, фала ти многу што беше гостин во нашава емисија. Во секој Откривме време. малку за тебе, мислам дека е малку ова. Да не се скроз Имаш ти разоткрием. многу, да не се откриеш ќе Да, настинеш. не се да. Пак ќе ме викнеш и тоа ќе се разоткриеме Па како така, ова тоа е продолжи. комплет. Да, Значи, како што ви реков, ние остануваме овде, после секој јадење ви препорачуваме едно топло кафе. Ќе си разговараме и ќе се враќаме, ќе се навраќаме на нашето миното со Нино. А вие, драги наши гледачи, видовте како се приготвува и бидете и вие гости во нашата ТВ кујна преку малите екрани. You don't let me down. You have found her and now go get her. Remember, la 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 la. La 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 la. La li la li la. Ей, здраво живо. Овде имаме едно убаво друштво. Од лева страна ми е Љупче, од десна страна ми е Боби. Кој е? Зашто така се вика? Од лева према камера. Колку убава атмосфера, уживаме. Малце погрешен ги показал се ги кажа. Боби Љупче. Така, Боби Љупче. Так. Па добро. А може Љупче Боби? Боби Љупче. Може и Љупче Боби, не мора исте. Како ви ги дадете имење Боби Љупче? Не знам случајно ги. Како ја одржаваш фризура? Па во тебе се учи. Ова е пролетно-летна фризура. Катар сезон. А ти како ја државаш? Јас исто и гелце ставам малце. Пола и вие. Кај вас е чисто еленска, ја комбинирам. Малце гелце. Ние светнуваме, а ти. Слушај, ќе ти кажам како да ја сточуваш косата. Која коса? Ова што ти остана. Мислиш дека ние немаме толку да пуштиме? Не. Како да ја сточуваш? Значи вака, ќе земеш едно кутивче. И се што ќе ти падне коса, ќе се ставиш у кутивче, така ќе се сочуваш. Има да покажуваш на внуците покасно. Јас ваква коса, сличи да кажам. Твоето кутивче? Мојата, ја имам на првиот пасош ја имам косата. Кога, значи на првиот пасош ми ставив слика од матура. И бевме, значи, студирав ја една година во Бугарија, се вратив, тука завршив факултет и дури после 10 години одиме на турнија во Бугарија. И јас, колеги таму, никој не ме познаа. Никој не може да ме познае. И викам, пасош Иван, Иване, ти ли си бе? Јас сум. Иван, мене ми е вака, името е Иван Петрушевски, ме викаат сите Ванчо, а у црква сум напишан Јован Петрушев. Значи, може да се замисле. Дечки, добри сте? Кај сте, што правите? Работите, не правите нешто? Ние работиме нонстоп. Да? Само навечер, вака Преку ден одмарате. преку ден одмараме. Дегустираме. Ноќни птици. Ноќни птици.
Па супер, еве тука сме се од два Елена, убаво си ја почнавме емисијата, а да сготвиме нешто што мислите. Не би било лоша идеја. Да. Да научиме нешто, пошто ние не знаеме да научиме нешто. Тебе ти би во кујна? рецептите. Не сум бил многу по кујната, ама еве ќе почнам сега. Сега ќе почнам. Така, не те бива, тебе ти бива за укујна. Да, нема те плаши, и тебе не те бива за укујна. Јајца знаеме да спржиме на око. Добро, па нема да правиме денес со јајца, денес ќе правиме нешто без јајца. Добро, битно тебе те бива. Супер, си ја почнавме Додовме да научиме. Се ја почнавме емисијата со песна и ја мислам да направиме едно убаво јадење, па ќе се продолжиме после со песна, важи? Нема проблем. Вие ќе ми Ние сме бидете, тука за ако ништо помош. друго, морална подршка. Така е. Ја ќе вака ќе направиме, ќе добиете по едно кафе и пуштуваме со работа. Важи? Нема проблем. Важи. Ајде. Ој, дека сум добар готвач знам. Мислам, не треба за тоа многу, ама дека сум и келнер, тоа не сум знаел. Меѓутоа сум задоволство ќе сервирам. Ево, другарчиња. Благодариме. Повели? Така? Јас сега ќе придам од оваа страна. Чекај. Еве го моето винце. Еден ми вика, слушај, Ванчо, гледам таму правиш едни манџи, ама многу со кеф си го цуцкаш виното, да ти кажам. Вистина со кеф си го цуцкаш. Сега ова се јаде додека е топло. Така? Да. И да потврдиме дали Па си не има навистина што се. прекрасен кувар. И за мацкање, око. Да, тоа е за мацкање, главно е за мацкање, ти кажам. Да? Значи, се, вака. Дефинитивно супер. Дали ви го погоди вкусот? Да правиме договор, ако не секој ден да снимаме емисија. Слушај, ја да ви кажам, вие со гитарата и со армониката ќе дојдете. Така. Така, имате електрична армоника, има. Ке најдеме. Така се вика тоа, електрична армоника. Не, около. Не, не ги. Сайзер, мајзер, ова, она, јас тука и почнуваме. Само нема се шта чукуши, сега ќе пиеме друго. Као на пример? Па нешто друго, вие по ваше, ќе ми кажете што ќе пиеме и ќе почнеме работа. Јас со задоволство чекам само коментар, кажете добро е и За вакво јадење Немам коментар. Гасете тон и сркајте. Прекрасно. Добро е? прекрасно баш. Значи, запамтите се што ставиме внатре. Зеленчук, неколку убави зачини, луто пиперче, малку вино и сето тоа се претвори во прекрасен сос. Вие, драги гледачи, потрудете се да го направите овде, ние ќе се останеме тука со Боби и со Љупчо да си седиме, да си пиеме, да си уживаме. Кој сака, нека дојде, кој не сака, што ни е, кајле, чао! Чао, се гледаме утре, чао! Ей, тетки, стрини, баби и вујни, што за денес во вашите кујни? Ние имаме фантазија бујна, совети рецепти за вашата кујна. Ова не се раскажува, затоа